Како да се прошири понудата на македонската берза со нови фирми чии акции ќе се тргуваат е едно од клучните прашања на кои се бара одговор на 24-та годишна конференција на македонската берза во Охрид. Од почетокот на годинава на македонската берза се истргувани акции во вредност од околу 100 милиони евра, што е слично со податоците од минатата рекордна година во изминатата деценија. На македонската берза котираат околу 90 компании, но се тргува со акциите на 20 до 30 компании. Околу 80% од прометот е сконцентриран во трговија со акциите на 10 најдобри компании. Директорот на берзата вели дека е слична ситуацијата и со други помали земји, дури и во Европската унија. Прашањето за така наречени иницијални јавни понуди и издавање на нови хартии од вредност пред се акции од корпоративниот сектор е главниот развоен предизвик и за македонска берза, но и за многу берзи во поширокиот регион. Тоа е прашање кое нема лесен одговор и нашето мислење како македонска берза, базирано и на искуства на некои други помали пазари, е дека тука треба координација на повеќе институции, вклучително државата, приватниот сектор, здруженијата на коморите и така натаму. Треба да се објаснува, треба да се стимулира таа работа, затоа што банкарското финансирање кај нас е релативно лесно, хиперликвиден е банкарскиот сектор и тоа во услови на нормални околности е очигледно доволно за компаниите. Министерката за финансии вели дека се работи на поврзување на македонската со берзите од Централна и Источна Европа за да се поврзат пазарите на капитал кои што имаат вишок капитал со оние на кои што им недостига. Пред повеќе од еден месец, потпишавме еден меморандум за соработка со 7 земји членки на Европската унија и ние како 8 земја која што не е членка на Европската унија со цел интегрирање на пазарите на капитал во југоисточна Европа. Активно се работи на тој процес и верувам дека во периодот кој што следи навистина преку промени во деночната легислатива, но и заедничко работење со македонската берза ќе успееме полека да го заживуваме пазарот. Јас би рекла во насока сега на обезбедување на дополнителни средства за компаниите или како извор за финансирање преку издавање на акции обврзници. Тоа е, да кажеме, целта на она што го работи во периодов Министерството за финансии. А секако што кажа во услуга на компаниите и приватниот сектор како до полесно би кажала дополнителен капитал. Во засилена интеграција решението го гледа и Блаж Бродњак, директорот на НЛБ Љубљана, кој се вклучи на конференцијата преку видеоврска од Љубљана. Тој вели дека фрагментацијата на европските пазари е најголемиот проблем и ако Европа сака да им парира на Соединетите Американски држави и на Кина, мора побрзо и повеќе да се интегрира. Тржишта Централна Европа, уклучујучи тржишта Западnog Балкана, су банкарско-центрична тржишта. Тоа значи да велика веćina инвестиција isfinansirana je sa novcem, sa parama iz bankarskog sektora. Ne dolazi iz kapitalskih tržišta. Danas je taj event organizuje Makedonska berza i hvala joj na tome, gdje pričamo o kapitalskom tržištu, gdje pričamo o dostupu do kapitala, ne dostupu do duga. U nekom dijelu, naravno, i preko dostupa do izdavanja obveznica i do duga, ali generalno pričamo o dostupu do kapitala. IPO или Initial Public Offering, односно иницијална јавна понуда, е кога некоја фирма за прв пат ќе ги понуди своите акции на продажба на берза. Тоа вообичаено се прави за фирмите да дојдат до нов капитал за нови инвестиции, но и да им овозможи на малцинските сопственици на фирмите да ги продадат своите удели по фер цена. За 30 години постоење македонската берза има многу скромни искуства со ова.